Цивил медија. Би сакале да ни кажете каква е општата состојба и вашиот поглед на општината кон зелените теми и заштитата на животната средина во регионот и во општината. Добро, ние како да речам нова администрација во општина Гостивар за 2 години почнавме со изработка на една нова стратегија, бидејќи воопшто немаше стратегија генерално за екологијата која ја изработуваат вработените во општината кои се во тој сектор, потоа невладините организации од Гостивар сме ангажирали од Тетово и од Скопје кои што се во таа работна група и се надевам до крајот на годината да имаме стратегија на општина Гостивар како да се однесуваме према животната средина. Инаку можам да кажам најодговорно дека општина Гостивар е меѓу општините која што највише инвестира во зелени површини и ги се обидува да ги чува тие паркови кои што постојат во градот. Инаку проблеми, еколошки проблеми нормално дека постојат, посебно со загадувањето на воздухот, бидејќи блиску до нашата општина, да не речам не повеќе од 1 километар, се наоѓа регионалната депонија Русино, која што е депонија на сите 9 општини во Полошкиот регион. Колку и да направиме за животната средина, пак е малку. Меѓутоа, барем да почнеме со една стратегија, да видиме кај би бил нашиот град и нашиот регион во следните 5 или 10 години. А каков е односот на општината со локалната власт, со централната власт, во однос на, во случајов депонијата? За жал, нема никаков однос. За жал го велам тоа бидејќи со новиот министер ќе видиме, меѓутоа до сега скоро да не сме имали никаква комуникација во однос на овие теми. Се надевам со новиото раководство во Министерството да изнајдеме подобра комуникација и да размислиме за заедничките проблеми, бидејќи депонијата Русино не е проблем на општина Гостивар, туку проблем на целата регија, целиот регион на Полок. Знаете дека ингеренциите од пред година и пол, надлежностите врз таа депонија се одземени од владата, не само за општина Гостивар, не само за Русино, туку за сите регионални депонии, така да ние сме со врзани раце, не можеме ништо да направиме, да инвестираме или да размислуваме што понатаму со таа регионална депонија, иако искрено да кажам, во нашата општина се дојдени повеќе инвеститори кои што се заинтересирани за инвестирање, за рециклирање на отпадокот и понатаму произведување на енергија што е тренд во светот, меѓутоа бидејќи немаме надлежности, ниту не можеме да збориме. Истите тие инвеститори сме ги препратиле во владата, односно до премиерот и Министерството за екологија, меѓутоа и од таму нема никаква реакција. Ја би упатил еден апел до централната власт или нека изнадат решение, бидејќи тие ги имаат ингеренциите врз таа депонија, или нека ни ги вратат па да седнеме како Полошки регион да изнајдеме некое решение кое што би било подолгорочно решение за депонијата Русино, бидејќи тоа е рак рана на општина Гостивар, посебно бидејќи е многу блиску до нашата општина и таа е најголемиот загадувач на воздухот во општината. А каква ви е комуникацијата со другите локални власти, например Тетово и другите, во врска со ова прашање, со оваа депонија, бидејќи е сепак регионално? Значи, имаме релативно добри односи, бидејќи местното население до пред 5-6 месеци не дозволуваше од другите општини никако да се фрлат отпадоци таму, меѓутоа веќе постои добра комуникација, почнавме одредени барања што бараа локалното население, од 10 нивни барања ми се чини 4 или 5 се реализирани. Едната беше асфалтирање на патот, другото беше да се испитува почвата и водата во околина на Русино, да се ставаат загради околу депонијата. Веќе се направени одредени инвестиции од сите општини, меѓутоа повторно треба посериозен пристап за да местното население дозволи сите општини да можат таму да ја искористат таа депонија како регионална депонија. Ако депонијата е во поднадлежност на владата или Министерството за животна средина, зошто таму се наплаќа влез во депонијата? Значи, не би требало да наплатуваат, општината воопшто нема никакви
ингеренции таму, повремено ја ангажираме го ангажираме јавното предпријатие Комуналец во Гостивар за да превземе одредени активности. Ние како преку јавното предпријатие сме ангажирали една фирма за да досредува, бидејќи се работи за огромен отпад кој што доаѓа од целиот град. Понекогаш се случува и од околните општини нешто да однесат. Тоа инаку јас не знам никој ги наплатува, треба да се превземаат одредени мерки кон тие луѓе што наплатуваат. Бидејќи не се под наши надлежности и не можеме да превземеме ништо. Кој би требало да превземе? Па надлежности кои ги има владата или Министерството за животна средина треба да одат таму на лице место да видат кои се тие што наплатуваат. И се надевам во скоро време да превземаат одредени активности да го спречат тоа да не се случува понатаму. Цивил медија.